Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Близу 80% од потрошувачката на струја во Македонија во март била обезбедена од домашно производство. Утре во Цепенков премиера на комедијата Девојките на Марко на Прилепскиот театар. Наскоро започнува онлайн продажбата на картите за театарскиот фестивал Војдан Чернодрински. Полицијата привела 8 лица по масовна тепачка. Времето денеска сончево и топло, се најавува промена и невреме. Урбан маркетинг. Шивачка работилница Колори ателје во уличката кај Шарена чешма во Прилеп, улица Киро Пајмаковски, број 16. Телефон за контакт 076 204 820. Колори ателје, кај нас муштеријата секогаш има предност. Нудиме полиси за автоодговорност, зелен картон, патничко осигурување, каско осигурување, имотно осигурување, здравствено и животно осигурување. Ексклузивни застапници сме за истоимената полиса за животно осигурување Протектор, која може да ја добиете исклучиво кај нас. Посетете ги на новата локација, проверете на веб или на Facebook страната Протектор, Друштво за застапување во осигурувањето Прилеп. Телефон 073 555 006 во близина на Чумовчанец. За внимание, почит и грижа на старите лица, контактирајте не денес на 078 430 140. Хомкер Прилеп, агенција за грижа на стари лица. Урбан маркетинг. Со гласовна поддршка во студиото Гордана Цветановска. Близу 80% од потрошувачката на струја во Македонија во март била обезбедена од домашно производство. Ната бруто произведена електрична енергија во март 2026 изнесува 531.062 мегавати часови, што представува 79,6% од бруто домашната потрошувачка на електрична енергија. Во март годинава се потрошени 667.016 мегават часови електрична енергија, 16.222 милиони кубни метри природен газ, 289.340 тони јаглен и 75.475 тони нафтени продукти. Потрошувачката на природен газ е намалена за 68,1% како резултат на намалената активност на когенеративните постројки, а за 14,7% е намалена и потрошувачката на нафтени продукти. Во големата сала на Центарот за култура Марко Цепенков театарот Војдан Чернодрински в среда, утре на 27 мај, премиерно ќе ја изведе представата Девојките на Марко, според Боинг од Марк Камолети во режија на Синиша Ефтимов, чија е и преводот и адаптацијата. Ова ќе биде втора премиера на театарот Војдан Чернодрински од годинешната програма за 2026 година. Сценографијата и костимографијата се на Илина Ангеловска, а изборот на музиката е на Ефтимов. Играат Димитар Ѓорѓиевски, Илија Волчевски, Јасмина Мицовска-Станковска, Марија Спирковска-Илиевска, Наташа Ачански и Лора Штарго. Она што ние со оваа представа ќе се обидеме да направиме е да ја адаптираме оваа сцена во која што сега работиме на она што ние би го нарекле театар. Со таа цел, ако не се лажам, успеавме да ја прекратиме салата, така фактички само половина ќе играме пред половина од капацитетот на салата, пред се ради слушноста на самата сала. Уште еднаш ќе заблагодарам на прекрасните зборови, ќе се заблагодарам на прекрасната професионална соработка со сите актери и воопшто целата техничка екипа на театарот, која што навистина се даде себе си да ни овозможи непречерно да работиме во секој сегмент и воопшто и дури и во денови кога
не требаше да работиме, нели? Ние секогаш сакаме да ги прекорачуваме работните времиња и да остануваме до доцна во ноќта за да ги креираме нашите сонови. Ми беше многу чудно, многу мислам темпото на комедијата е поинтензивно, да речеме, од драмските театарски дела што ги поставуваме, и мислам дека ретко кој друг режисер би можел да не води до ваков резултат, освен Синиша, и затоа сме му бескрајно благодарни. Сакам да кажам, освен тоа што сработивме представа што се надеваме дека е фантастична, тоа публиката си кажува, добивме и еден бесплатен воркшоп. Мислам, земаме плата и добивме воркшоп, така да. Воркшоп по комедија. Не знам, благодарен сум на целата поддршка од екипата, нормално, мислам, сите заедно ја створивме работата, сите заедно сме во ова. Си поминавме супер процес и се надеваме дека и публиката ќе си поминува исто така и дека ќе има долг живот представата. Овој процес ми даде една нова сила, една нова енергија, баш заради темпото сега пред малку што го спомнуваше Димитар. Заради тоа што треба да сме постојано брзи, динамични и да, мозокот на актерите работи како бројчаник на бензинската, последната цифра за парите, ама во комедија работи 3 пати побрзо. Така што мораме постојано концентрацијата и фокусот да ја држиме на едно повисоко ниво во споредба со други представи што сме ги работеле, заради тоа што, како што кажа Димитар, комедијата е па и најтешка за играње. Исто како што гледаме професионални спортисти, гледаме некои тенисери, мислиме дека ние можеме тенис да играме како него, ама не. Така и комедијата. Сега се надевам дека ќе одбиете и вие чувството дека можете да изиграте комедијата исто како нас, дека исто ќе сме така добри и професионални. Ама пред се е важно дека имаме една добра представа за забава, нешто што апсолутно му требаше на Прилепски театар, а и општо на Прилеп, затоа што нели сме познати како град на мајтапот и така натаму. 10 дена пред почетокот на 60-тото јубилејно издание на Македонскиот театарски фестивал Војдан Чернодрински од Прилеп, поради големиот интерес за фестивалот, дел од билетите ќе бидат пуштени во онлайн продажба в четврток 28 мај преку системот karti.com.mk. Физичката продажба на билетите на билетарницата на Центарот за култура во Прилеп ќе започне в понеделник 1 јуни. Електронската и физичката продажба на билети се ограничени на 4 билети по лице за представа. За потребите на 60-тото издание на Македонскиот театарски фестивал Војдан Чернодрински, билетарницата на Центарот за култура Марко Цепенков ќе работи од 10 до 14 и од 17 до 21 часот во периодот од 1 до 12 јуни. Исто така, за дел од представите што се на мала сцена или се играат на самата сцена во Центарот за култура Марко Цепенков, ќе бидат пуштени само одреден број влезници во продажба. Воедно, како информација што доаѓа од театарскиот фестивал Војдан Чернодрински е дека театар комедија, која беше селектиран со представата Ивона, принцезата на Бургунд, одлучи да не учествува на фестивалот годинава. Јубилејното издание на најстариот театарски фестивал во земјава ќе се реализира од 5 до 12 јуни на повеќе локации низ Прилеп. Од полноќ се менуваат малопродажните цени на нафтените деривати. Бензините и екстра лесното масло за домаќинство поскапуваат, додека цената на дизелот останува непроменета. Малопродажните цени на бензините Евросупер 95 и 98, како и на екстра лесното масло за домаќинство се зголемуваат за 0,5 денари по литар. Цената на евродизелот останува иста. Поскапува и мазутот, чија цена се зголемила за 0,33 денари по килограм и ќе изнесува 51,14 денари. Според објавените податоци на регулаторна комисија, цената на Евросупер 95 ќе изнесува 87,5 денари за литар, додека Евросупер 98 ќе се продава по 89,5 денари за литар. Цената на евродизел изнесува 92 денари за литар, а екстра лесното масло за домаќинство чини 94 денари за литар. Мазутот ќе се продава по цена од 51,1 денар за килограм.
Од полициската хроника, во Прилеп и околината на Саждево, Крушевско, се случил сериозен насилен инцидент во кој учествувале повеќе лица, а случајот добил продолжение дури во медицинската установа во итната помош во Прилеп, каде што ситуацијата повторно ескалирала. Полицијата од ОВР Прилеп привела 8 лица, меѓу кои и еден малолетник, поради сомневање за учество во физичка пресметка што започнала на патниот правец кон Крушевското Саждево и подоцна се префрлила во градската болница Прилеп. Од СВР Битола информираат дека на 25 мај во 22 часот и 15 минути полициски службеници од ОВР Прилеп ги лишиле од слобода ДУ 31 годишен, ДУ 52 годишен, ЕУ 35 годишен, АУ 58 годишен, ЕУ 36 годишен и 17 годишен малолетник, сите од село Пресил Крушевско, како и СК 52 годишен и ХК 18 годишен од село Саждево. Според пријавеното, околу 19 часот и 30 минути СК и неговиот син ХК, движејќи се со патничко возило Пасат кон село Саждево, биле пресретнати од возило БМВ, управувано од ЕУ, кој според информациите зет на пријавениот пошто физички ги нападнал. Подоцна СК и ХК побарале лекарска помош во итната медицинска помош во Прилеп, каде според пријавата биле повторно нападнати од неколку лица кои употребиле метални и дрвени предмети. Полицијата соопшти дека се преземаат мерки за целосно расчистување на случајот. Временска прогноза. Во Македонија денеска времето претежно сончево и топло, но според најавите на метеоролозите, мирното време нема долго да се задржи. Уште во попладневните часови денеска се очекува промена на времето, а во одредени делови од земјата можна е појава на нестабилност, проследена со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Во Прилеп сончево и топло, време со умерена облачност, температурата се искачи до 22 степен. Утре ќе има изолирана појава на нестабилност, а во четврток на повеќе места нестабилност со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Локално, утре и во четврток процесите ќе бидат поинтензивни во форма на невреме, со пообилен пороен дожд, електрични празнења, силен ветер на 60 км на час и услови за појава на град. Од петок ќе настапи преодно стабилизирање на времето. Временска прогноза. Слушавте Пелагониска хроника, продукција Радио Пела, 2026 година. Уредник Гордана Цветановска, техничка реализација Никола Димески.